Охрид, вечниот град на митскиот Балкан, волшебниот рит на Македонија, со своето исконско пулсирање ги поврзува старите во новите времиња, за навек, бидејќи тој е жив град 2400 години, легитимен наследник на Лихнид, град со вткаени дострели на силната античка цивилизација. Градот Охрид е всушност културната историја на Република Македонија во мало. Како епископски центар во античките времиња, а подоцна и преку надалеко прочуената Охридска архиепископија низ вековите, градот ја представува исто така целокупната црковна историја на Македонија и го носи епитетот Балкански Ерусалим. Бреговите на Охридското езеро биле населувани уште од прастари времиња. Археолошките податоци говорат за населби од неолитскиот период или младото камено време, 6000-та година пред нашата ера. Од ова време, во рамничарскиот дел на Охрид, во неговото северно предградие, Долно Трново, откриена е неолитска населба со богат археолошки материјал. Повеќе векови од првиот милениум пред нашата ера, на 10 километри северно од Охрид, во близина на денешниот меѓународен аеродром, екзистирала моќна населба со непознато име, на која и припаѓа богат археолошки материјал, златни маски, златни сандали, златни нараквици, бронзени кратери и друго. А од кнежевските гробници е надалеко прочуената некропола Требениште. На тоа место денес гравитираат неколку села, меѓу кои селото Требеништа. Требеништа е село во општина Дебрца. Селото се наоѓа во областа Струшко поле, на околу 12 километри од Охрид. Требеништа распространето на двете страни од магистралниот пат Охрид-Скопје. На самиот влез во селото ве пречекува црквата Свети Никола. Требеништа е познато по многу работи, но најмногу по Требенишката некропола и по Бобано езеро, а во изминатите 2 години повеќето го знаат и по фестивалот на народни песни и ора Црешнобер. Во Требенишката некропола пронајдени се доста вредни предмети, меѓу нив најпознати се златната посмртна маска и златните ракавици. Повеќе од 70 години Требеништа е поим што означува некропола, со исклучителен древен археолошки материјал, кој предизвикува особен интерес кај научните археолошки кругови во Европа и светот. Таа е, со еден збор, во глобална смисла, мит. Според податоците, од 1873 година, селото имало 24 домакинства со 87 жители христијани, македонци и 70 муслимани. Според податоците на Васил Канчов, од 1900 година, селото имало 310 жители христијани, односно македонци. Село Требеништа асоцира на едно свето место, значи тоа е нешто од старословенски збор терп, терп што значи светилиште, што значи жртвеник и така натаму, значи во секој случај не е ни на одмен да се прифати и оваа варијанта, бидејќи во селово имаме некаде 7-8 цркви, значи, кои што сигурно дека кажуваат нешто, дека одека се работи за свето место. Покрај ова, значи селото Требеништа е познато во историјата и во сите овие досегашни испитувања светски, енциклопедии и така натаму по златните требенишки маски. Тоа кога ќе ја спомните Требеништа, тоа асоцира на тие требенишките маски. Тие се всушност златни маски кои што се користеле при погребни ритуали, се ставале на покојниците на лицето. Таков обичај досега во историјата на Балканскиот полуостров не е забележана освен овдека во селово Требеништа. Сега, тие маски се овдека на овој терен се проведени 4 маски, од кои 2
нажалост се наоѓаат денеска во Софискиот музеј во Бугарија и 2 се наоѓаат во музејот во Белград. Значи, ниедна маска ние не поседуваме, значи, како собственици на ова подрачје, така што овие маски ги красат витрините на други држави. Сега, тие маски се откриени на места, местото се вика Сува чешма, тоа е некаде меѓу Горенци и Требеништа. Познато е како тој локалитет е познат како Требенишка некропола или Требенишка култура. И како таков поим е прифатено во науката и сите научници кои што се занимаваат со оваа проблематика го имаат прифатено тој термин Требенишка култура, макар што дел од овој археолошки локалитет се наоѓа во атарот на селото Требениште, Горенци. Сега, овие маски потекнуваат, значи, од 6 век, од 7 век пред нашата ера, значи крајот на 7 век, па до 5 век. Сите тие археолошки пронајдоци што се пронајдени на овој терен, значи, Сува чешма, Вртулјка, Три челюсти. Тие се 3 локалитети, каде што се вршени детални археолошки испитувања, откриени се 59, околу 60 гробови, од кои 12 гробови се аристократски, да речам, тие се кнежевски гробови, со богат археолошки материјал. Значи, највредното тоа што е откриено, всушност се тие златните маски кои што се ставале на покојниците, потоа имаме пехари, сребрени пехари, потоа имаме војничка опрема, штитови, имаме шлемови со златни орнаменти и така натаму, значи еден богат археолошки материјал, од кој, да речеме, тука сега се откриени до сега некаде 830, значи парчиња археолошки материјал, артефакти, од кои само 350 на 380 се наоѓаат во музеот во Охрид. Значи, другите се надвор во Србија и во Бугарија. Се води дебата за тоа на која нација, на кој народ припаѓале тие златни маски. Значи, имаме доста мислења различни на историчари и археолози. Сепак, според моите испитувања, овие маски не припаѓаат ниту на грчки, ниту на Грција, ниту на илирите, да речем, како што некои научници сметаат дека на илирите, некои сметаат на грците, меѓутоа и на траките, меѓутоа нема тоа, бидејќи повеќе имиња кои што се најдени овдека на камење или на нешто, на некои епиграфски споменици, кажуваат на македонски, стари македонски имиња. Значи, во секој случај се работи за народ кој што припаѓал на Македонија, значи стара македонска нација, некој народ. И тоа еден историчар од Англија кажува дека овде постоел градот Персеида. Тој е градот кој што го изградил Филип II на својот син Персеј. Значи, му направил град и си отишол тука. И се смета дека тие се, всушност ги нарекол Персеади, значи етничкото потекло на овој народ се од тие Персеади. Сепак, во овој дел, овдека најстари племиња за кои што се знае се бригите. Тие се надвор од 6 век, значи натаму, значи 7-8 век пред новата ера, и најпознат субстракт, значи етнички, тоа е енхелејците. Тоа се народ кој што доминирал на овој простор, овдека северно од Охридското езеро. Тоа тие го добиле името по јагулата. Значи, тоа се народот на јагулата и затоа се викаат енхелејци. За нив бил култ јагулата, значи како символ, како
да речам, светилиште, била јагулата и поради тоа тие се наречени енхелејци. Друго, се наоѓа сега населбава која била. Од која населба потекнуваат овие археолошки пронајдоци на гробовите. Значи, требало да има населба. И каде таа населба се наоѓала? Можеби таа населба се наоѓала на место каде што сега се наоѓа старото село каде што се наоѓа Требеништа. Меѓутоа има мислење дека таа населба се наоѓала горе на Требенишко кале. А Требенишко кале се наоѓа некаде на 1000 метри надморска висина, источно од селото Требеништа. Таму имаме ѕидини, таму имаме утврден град, таму имаме исто така испитувања археолошки, во кој е најден еден уникатен предмет, да речем, тоа е обетките во вид на гулабици. Тие секаде се представувани, представена исто така и на мојата книга на насловната страница, гулабицата и маската тие се едни синоними на селово Требеништа. Се претпоставува дека имало и таму и населба, и таму се откриени исто и гробишта. Сега, во народов постои едно верување, да речем предание, кое што кажува дека населбата била горе и никој не можел да ја открие каде се наоѓа. Меѓутоа се верува дека под ридот дека има подземен тунел, кој што тунел излегува кај Свети Еразмо таму. И луѓето си излегувале преку тунелот така да не биле воопшто забележани. Меѓутоа еден ден, сега преданието кажува дека еден ден низ тунелот излегле неколку патки и отишле да се капат на Охридското езеро таму. И непријателскиве војници што биле таму ги забележале патките, како излегуваат и како влегуваат. И тие по трагите на патките дошле и така го поништиле градот, значи влегле во градот и го поништиле. Такви преданија имат и за други градови, меѓутоа сепак и овдека се применува таа легенда, тоа предание се пренесува и овдека. Сега, во горниот дел кога било селото, таму има една чешма, околу чешмата било, значи првото формирање на село околу чешмата, секако, каде што има вода, има и живот, така што селото почнало да се формира таму. Таму на тој дел сега има еден остаток од една базилика, тоа е римска базилика, значи има еден камен, веројатно ќе го забележите таму, во ѕидот е тој. Значи, кажува делкан камен, кој што кажува дека е мено на некоја зграда, на некоја поголема црковна градба, тоа е рано христијанска базилика и од тука сметам дека селово, значи најстариот податок за селово како Требеништа би бил тој, 4-5 век од нашата ера, значи тој е еден податок. Покрај тоа имаме во околината на Требеништа имаме и други стари населби кај што имало. Да речеме, од оваа страна имаме на северниот дел Забрдо се вика местото. На тоа место денеска може да се најдат фрагменти од керамика и други остатоци, кои што укажува дека тука постоела некаква населба. Потоа имаме долу една чешма, се вика Дереј. Исто така и тука се откриени одредени археолошки остатоци од населба. И третиот локалитет, кој што веројатно е поврзан со село, може и посебно село било, тоа се вика Алистрати. Тоа се наоѓа некаде на 2-3 километра источно од селото Требеништа. Тоа било село. За него постојат веќе документи од турскиот пописен дефтер од 1583 година, во кој живееле 10-15 семејства. Селото било припаѓа на синорот на Требеништа и таму се наоѓа една црква, остатоци од црква, која што се вика Свети Наум. Меѓутоа, таа црква
според конструкцијата на основата на црквата, тролисна ветелина, таа може да се смета дека е изградена некаде во 9-10 век во времето на Климент и Наум. Еден од последните примери е изложбата на Националниот музеј на Белград во Италија, каде е златната маска и други артефакти пронајдени во првата половина на 20 век во Требенишката некропола крај Охрид беа представени како богатство на Србија. При големиот зафат, систематски археолошки ископувања, конзервација и реставрација на Самуиловата тврдина во Охрид, покрај северниот бедем, откриени се поголем број гробови и гробници со различни гробни конструкции кои припаѓале на жителите на античкиот Лихнит, денешен Охрид. Хронолошкиот распон на овие погребувања е од 5 век пред нашата ера до 5 век после нашата ера. Најголемиот број гробови припаѓаат на македонско-хеленистичкиот период од 2 и 3 век пред нашата ера и се богати со разновиден археолошки материјал, украсени керамички садови, железни, бронзени, сребрени и златни предмети, чиишто карактеристики покажуваат дека исклучително припаѓале на најстариот древно-македонски етнос. Исто така, на 30 септември 2002 година, откриена е и гробница со 70 гробни прилози од разновиден материјал, керамика, килибар, стаклена паста, железо, бронза, сребро и злато, а меѓу нив најзначајни и најексклузивни се два: златната посмртна маска и златната ракавица со златен прстен. Ова е епохално откритие за македонската, балканската и европската археологија, фрла дополнителна научна светлина во разјаснувањето на надалеко прочуената некропола Требеништа, која се наоѓа кај селото Горенци, во близина на Охрид. Во првата половина на 20 век, во 1918 и 1934 година, се откриени, исто така, надалеко прочуените 4 златни маски, денес 2 во Белград и 2 во Софија. Бобано езеро се наоѓа на исток од селото Требеништа, на околу километар од центарот на селото и на околу 20 на километри од Охрид. Езерото настанало пред околу 50 на години, кога од ридот Габер, каде се пронајдени златните маски, дошло до лизгање на земјиштето и се затворило коритото на потокот кој течел од Горно поле према Требеништа и се вливал во реката Сатеска. Ова езеро, името го има добиено со еден јордански науме, по името на прекар ги има Бобан, бил многу јак со главата, а неговата куќа е зад мене некаде уште на почеток на влезот на ова езеро. Некојаш овдека се живееше, односно имаше од оваа страна према исток 4-5 куќи. А од другата страна имаше една куќа и една воденица. Ова во средината на езерото имаше пат од едната страна и од другата страна, а посредина беше реката што идеше од Озгора за во Требеништа. Овај пат води право за селото Лјоишта. Од овдека, мислам сега некаде од прилика крајот на езерово до селото Лјоишта имаме околу 4,5 километри, ама денеска тој пат го нема. Немаме повеќе пат. И ако нешто стои, тоа е сега само за магари не и кој, нијата работа повеќе ве немат, што значи сега да стани било каква потреба да се оди за Лјоишта, или преку нивје, или треба да поминеме на место овие 4,5 км во еден правец, за не дај Боже, за арно и за лошо, треба да поминеме преку Подмолје, Охрид, одиме Лескојец, Косел, па да се вратиме, да поминеме 50 и кусур километри. Селото е прво почнало да се формира горе во долот, значи некаде кај што сега се наоѓа
Требенишкото или Бобаново езеро. Меѓутоа, во 1963 година се случила една природна катастрофа, се спуштил ридот од Габер и го запрел движењето на водата на реката Требенишка и се создало тоа Требенишко езеро, кое што во народов е познато како Бобаново езеро. Бобаново езеро се вика бидејќи последниот жител кој што се иселил од таму, бидејќи куќата негова се наоѓа во езерото. Значи, тој е Бобан го прекарува човекот, ми се чини дека Богоја се викаше Јордески, Богоја Јордески, значи го прекарувале Бобан и така езерото добива Бобаново езеро. Овде ке имаме и ги гледаме рибари имат и повеќе пати имат рибари што доаѓаат. Рибчина имат, а името, врстите на рибите јас не ги знам. Порано имаше многу риба. Лаик да беше човек, ќе извадеше без 2-3 кила риба не си одеше. Тука имаше клен, имаше писа, имаше јагула, имаше краб, имаше мрена. Сите врсти на риби постоеја, едноставно, што можат овде да живеат. А иначе, сега е веќе задниве 7-8 години, нагло е почнато да го ништат езерото со мрежи и со динамит. Тоа можам да ви кажам. Со врнежи, есенско, зимско, до пролет, касно пролет, не дај Боже да дојдат поголеми врнежи, како што беа пред некое време низ Пелагонија, низ Битола, Битолско. Тоа може да се случи и овдека, зашто нашава брана не е направена со кој знае каков материјал, а што е сега на овој начин, што падна ридот и тоа се пробиват низ него водата. Водата се качи над ова 4-5 метра, а источно оди до јасиката од овдека уште 200 метра нагоре. Доколку се случи да се пробиет, да дојде поголема вода, да се пробиет нашава брана за Требеништа, спас му немат. Спасот само уривање на куќи. Требеништа е ослободено од фашистичката окупација на 8 ноември. Според пописот во 2002 година, во селото Требеништа живееле 513 жители, од кои 500 македонци, 8 албанци, 2 турци, 1 србин и 2 други. Денес во селото има околу 368 жители. Во следната емисија, Народно-крајски записи, дознајте повеќе за обичаите во селото Требеништа, за животот некогаш и сега, празнувањата на празниците и кукните слави, но и за оно што го пишува по новата историја за ова село, а тоа е фестивалот на црешите, Црешнобер. Следете не!